Добар ден, господине министре, благодарам за интервјуто, што прифативте интервју за мија. Денес учествувавте на министерскиот состанок на НАТО во Брисел, на кој главни теми беа Украина и случувањето на Блискиот Исток. Меѓутоа, не одминати се и состојбите во Западниот Балкан. Изминатиот период бевме сведоци на зголемени тензии во Косово, во Босна и Херцеговина, а и самиот генерален секретар Столтенберг ги потенцира тие зголемени тензии. Па кои пораки беа упатени од овој собир во однос на состојбата во Балканот? Да, значи ова е редовен министерски состанок на НАТО во кој што се разговараше за три теми. Едно од нив, што е особено значајно за нас, е што има посебна сесија за Западен Балкан, што укажува на значењето на регионот за НАТО, а се разбира, тоа значи и поголем фокус за сите предизвици кои што може да се случуваат. И кога ова ќе надоврзете на ова и скорешната посета на генералниот секретар во Скопје, каде што оствари и ги собра и лидерите од регионот, укажува дека навистина НАТО во овој период има зголемено внимание по однос на случувањата во регионот, а тоа е посебно важно за нас. Бидејќи се разбира, ние сме дел од тој регион, за нас е најважно да има безбедност и мир во регионот каде што се наоѓаме. И од тука колку што повеќе успеваме како земја членка да го задржиме вниманието на НАТО за нашиот регион, тоа е поголем успех наш како членка на НАТО. Се разбира дека фрагилни точки се Босна и Херцеговина и односот Србија-Косово. Босна и Херцеговина поради се повеќе растечкиот сепаратистички наратив, сецесионистички наратив на лидери од Република Српска, кој што ние можеме да го некојаш потцениме како дел од редовна предизборна националистичка реторика. Меѓутоа, јас мислам дека тоа е опасен тренд, бидејќи се повеќе се усвојува дел од територија на таа реторика и станува дел од новото нормално во нашиот секојдневен дискурс и тогаш нема враќање назад. И затоа е многу важно сите да бидеме гласни да спречиме таквите трендови, а се разбира и да го охрабриме диалогот помеѓу Србија и Косово. Ние бевме исто така гласни како и НАТО во осуда на неодамнешниот напад во северот на Косово од страна на вооружена група, како и нападот врз војниците на НАТО, каде што беа повредени над 93 НАТО војници. Северна Македонија има на некој начин свој удел во односот затоа што беше домакин на диалогот помеѓу Косово и Србија, каде што и се креираше така наречениот Охридски договор, кој што е во основа за постигање на сеопфатен договор меѓу Србија и Косово, кој што во центарот треба да го има меѓусебното признавање и потоа евроатлантска интеграција на сите држави во регионот. Се разбира, денеска разговаравме и за Вашингтонскиот самит. Знаете дека идната година на 75 години од создавањето на НАТО, самитот ќе се одржи во Вашингтон и тоа е исклучително важен самит, бидејќи тука треба да се воведат темелите на НАТО во едни нови, попредизвикувачки периоди во кои што влегуваме во геополитички контекст, а се разбира и моментумот на агресијата во Украина, кој што е особено важно и многу е важно да НАТО да продолжи со своето единство во поддршка на Украина, колку е и да тоа е потребно. Колку во сите тие случувања во регионот на Западниот Балкан може да се препознае руското влијание со дезинформациите, лажните вести? Мислам дека е присутно во различни форми, од по-латентни, невидливи влијанија до по-видливи влијанија преку прокси играчи во регионот, меѓутоа сите се подеднакво опасни. И тие латентните хибридни влијанија кои што навидум не ги гледаме, меѓутоа постојано роварат на некој начин со цел да создадат плодна почва за евентуална
за продолжување на недовербата во регионот, на несоработката, на тензиите, бидејќи само во такви услови можат малигни фактори да осварат влијание. Во стабилни услови, во соработка, во забрзан европски процес се намалува просторот за влијание. И оттука и мојата порака беше денеска: дајте координиран пристап помеѓу НАТО и Европската унија, дајте да ја забрзаме интеграцијата во НАТО и Европската унија, бидејќи тоа е единствениот лек за сите проблеми што ги има регионот и за да се намали тоа влијание од трети страни. Меѓу темите на состанокот беше неодменлива и состојбата во Украина. Колку Северна Македонија може да придонесе за поддршката на Украина, посебно од аспект на тоа што е актуелен претседавач на ОПСЕ и во контекст на евентуални мировни преговори? Значи, Северна Македонија се истакна како вистински партнер и вистински сојузник на НАТО, иако беше во своите зачетоци на членството, во своите први 3 години. Меѓутоа, успеавме да се покажеме како доверлив партнер, бидејќи веруваме во тие вредности. Значи, ние прво ја усогласивме нашата надворешна политика со надворешната безбедносна политика на Европската унија 100%, воведувајќи санкции не само придружувајќи се на санкциите на Европската унија кои што беа воведени после 24 февруари, меѓутоа и ретроградно на сите санкции кои што беа воведени кон Русија од 2014 после анексијата на Крим. Потоа, ние сме еден од најголемите поддржувачи на Украина и во политичка, меѓутоа и во воена смисла. Ги знаете тие проценки кои што во НАТО ги кажуваат дека ние сме 4-та земја во НАТО по воената поддршка што сме ја дале на Украина по глава на жител. После тоа, нашето претседавање со ОПСЕ беше под принципот no business as usual, односно дека не може да разговараме за секојдневните теми на ОПСЕ, туку целата енергија на организацијата ќе ја посветиме на Украина, на одговорноста што треба да ја сноси Руската Федерација поради агресијата и поради кршењето на основните принципи на кои се темели организацијата. Значи, ние од сите аспекти, од билатерален, мултилатерален аспект, бевме навистина недвосмислени во поддршката за Украина, бидејќи сметаме дека Украина не се бори само за сопствената слобода. Украина се бори за сите нас, бидејќи ако принципот на поголемиот го нападне помалиот сосед само заради тоа што може стане дел од новата нормалност на глобалниот поредок, тогаш можете да замислите што може да им се случи на помалите земји како нас. Нас не штити само меѓународен правен поредок заснован на правила и затоа се бориме толку силно. Се разбира и за Украина, но и за нас самите. Кога веќе го споменавме ОПСЕ, ни предстои министерскиот состанок во Скопје. Тоа е еден голем настан. Што се очекувањата ваши од овој собор? Па, видете, цел на секоја дипломатија, особено на помалите земји, е да може да ја изложи земјата на големата меѓународна сцена. Мислам дека нема поголем настан кој што се случил, политичко-дипломатски настан, кој што се случил во нашата држава од своето осамостојување, како што е Министерскиот совет на ОПСЕ. И по големина, и по суштина. Прво по големина, затоа што 76 држави ќе бидат присутни во Скопје, тоа е целата северна хемисфера, и ќе се разговараат прашања за безбедноста на ОПСЕ регионот, вклучувајќи ги и министрите за надворешни работи на најмокните држави во светот, но и по суштина, затоа што нашето претседавање успеа да го сопре падот на организацијата. Организацијата поради ниското ниво на доверба помеѓу земите учеснички, пред се предизвикано од руската агресија во Украина, беше под ризик да на некој начин исчезне од меѓународната сцена. Нашето претседавање заедно се разбира со сите земји учеснички постигна да организацијата застане на своји нозе, да имаме претседавач за идната година и да продолжи да им служи на луѓето, бидејќи на крај се работи за луѓето, како што звучи и слоганот на нашето претседавање.
Конечно на министерскиот состанок во Скопје пристигнува и Лавров. Дали евентуално имате сознание за можна средба Лавров-Блинкен? Па, прво мислам дека треба да расчистиме дека господинот Лавров не доаѓа во Скопје, доаѓа во ОПСЕ, како што беше во Њу Јорк пред неколку месеци во Обединетите нации, а не во Соединетите Американски држави. Бидејќи ние сме земја домакин на ОПСЕ, ние ги очекуваме сите министри на земите учеснички и земите партнери на ОПСЕ, а нивната агенда, билатералните агенди што ги имаат, се разбира дека ние не ги диктираме, ние сме тука да им овозможиме услови да министрите од сите држави се сретнат, бидејќи сметаме дека само диалогот е најдобриот начин да се најде решение за сите проблеми. И од тука нашиот обид во текот на председавањето да ја повикаме Русија, да ја прекине агресијата, да ги повлече своите трупи од Украина и да ги се врати на принципите и заложбите на организацијата и да се врати во нормалниот меѓународен правен поредок кој што 70 години обезбедува мир и стабилност и невиден прогрес во нашиот континент. Изминативе 2 години доминантно на внатрешната политичка сцена беа евроинтеграциите и преговорите за членство во ЕУ. Меѓутоа, последниве недели се добива впечаток ко некако да паднаа во сенка на разговорите околу и дебатата околу предстојните избори, председателски и парламентарни. Дали е тој впечаток погрешен дека паднаа во сенка евроинтеграциите или? Мислам дека како никогаш до сега општеството, политичкото општество ни е поларизирано во два големи фронта. Во европски фронт, на кои предводници се партиите од сегашната владина коалиција и, ако можам да кажам, некој антиевропски фронт, на кој што предводник се одредени партии од опозицијата. Наш интерес е оваа тема да остане доминантна, да остане единствениот наратив затоа што е единственото решение за проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Вие можете да излезете да понудите било какви креативни решенија. Тие не се реални доколку нема европска поддршка на тие решенија. Вие можете да ветувате брда и долини за прашањето на граѓаните, тие се само едни лажни ветувања ако во основа на вашата програма не ви е членството во Европската унија. И тоа е докажано не само за нас, и за многу поголеми земји. Единствено решение за да граѓаните имаат подобар животен стандард, за да имаат подобро здравство, подобро образование, за да ја спречиме емиграцијата на луѓето, за да младите не бегаат надвор, туку останат во државата, единствено решение е забрзано членство во Европската унија. И затоа ние сметаме дека оваа тема треба да остане доминантна. Секоја друга приказна, дали е тоа популистичка, националистичка, предизборна, е само обид за наметнување на партиските интереси и кариеристичките интереси на сметка на суштинските интереси на граѓаните. Мислам дека јасно име на граѓаните дека не може да има алтернатива од Европската унија. Затоа секое ветување кое во основа, и пак го повторувам ова можеби по трет пат, секое ветување кое во основа го нема, ја нема Европската унија, таа е некредибилна. Дали е на повидок некаков термин, датум за Мислам дека е многу важно за датумот на изборите, за формата на изборите да има целосен консензус меѓу политичките партии. И тука мој и личен принцип е, за да имаме обезбеден рамен терен за надпревар, многу е важно да се има согласности од опозицијата. Бидејќи не смееме да влеземе во нерамни услови за надпревар. Посебно кај нас техничката влада го овозможува тој рамен терен. Значи, нема држава во светот каде што министер за внатрешни работи станува од опозицијата, каде премиерот дава оставка, министер за труд и социјална политика, тројца министри, заменици министри со обврзан потпис. И сега кога ја слушам опозицијата како повикува да се тргне пржинската влада,
како што и прочитав некаде, тоа е најголемиот комплимент за владата. Тоа значи дека опозицијата верува дека владата може сама да организира фер избори и навистина ние така треба да го прифатиме тоа, но мислам дека датумот и формата на изборите треба заеднички да ги усогласиме. И затоа на лидерската средба која што е најавена на почетокот на наредниот месец, ќе треба да ги слушнеме и опозиционите партии и да донесеме заедно одлука. Благодарам.